Во кривичниот суд во Идризово денеска продолжи судењето за катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Окочани, што одзеде 63 животи и во која над 200 млади лица останаа со сериозни повреди и трауми. Сите обвинети денеска се изјаснија како невини. Дел од нив изразија сочувство до семејствата, додека обвинителството тврдо останува на ставот дека трагедијата е резултат на сериозни пропусти. Рочиштето продолжи со бранителката на првоосомничениот во случајот Дејан Јованов, кој пред присутните порача дека обвинителството не може да ги докаже кривичните дела за него со вакво небулозно обвинение. Ниту знаел за пиротехниката, а ниту пак инспекцијските служби некогаш му посочиле за пропусти. Денешното рочиште го следи колешката Елена Ивановска-Муковска. Елена, какви се реакциите по денешното изјаснување по однос на обвинетите за делото кој им се става на товар? Да, Александар, сите 35 мина обвинети и представниците на трите обвинети фирми денеска се произнесува дека не се чувствуваат виновни. Некои беа куси на прашањето на судиката, кажаа само дека не се чувствуваат виновни, меѓу нив и прво обвинетиот, сопственикот на Пулс Дејан Јованов, додека пак дел обвинетите изразија и сочувство, кажаа дека жалат, но дека не чувствуваат вина и одговорност за трагедијата во Окочани, во која животот го загубија 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Некој пак, како обвинетиот Шабан Салиу, рече дека обвинението е политичко и дека е неосновано. Имаше и такви кои што сметаат дека не знаат зошто се наоѓаат на обвинителна клупа, дека не треба да се таму, или пак некои што рекоа дека едноставно се обвинети за да има поголем број обвинети за трагедијата во Окочани. Додека се произнесуваа за вината, односно негираа вина, можа во задниот дел од судницата да се слушнат и реакциите и воздишките и реакциите на незадоволство на дел од родителите кои што го следат и денешното рочиште за судењето за трагедијата во Окочани. Потоа судењето продолжи, како што кажа, и ти со воведен говор. Прва во судницата до пред ова вклучување повеќе од половина час зборуваше адвокатката на Дејан Јованов, која што рече дека обвинението е небулозно, неосновано, дека воведниот говор на обвинителот бил поетичен со претпоставени тези за кои што не се подкрепени со докази. Се чини дека одбраната на Дејанов е во насока на тоа дека тој не бил свесен дека објектот 13 години, кој што го поседува повеќе од 13 години, не ги исполнува условите, затоа што институциите никогаш не му кажале дека не го исполнува тоа. Тој не бил свесен, тоа го говореше неговата адвокатка, а исто така посочи дека не е точно она што стои во обвинението околу огнометот. Одбраната тврди дека тој не знаел дека ДНК ќе внесе огномет, односно дека тој бил незаконски обезбеден, и во оваа насока ја посочи одговорноста единствено кон ДНК. Предлагам тука да слушнеме дел од воведниот говор на адвокатката на Дејан Јованов. Толку многу ми е тешка задачата да го бранам човекот што за сите вас и во вашите очи е убиец, а за мене е само еден обичен човек. Еден обичен човек кој колку и да вие го правите монструозен, тој не е. Тој е како секој еден од нас тука, кому за жал му падна на товар институционалната неодговорност. И не сме свесни колку уште други локали во моментов функционираат пропуштени од институционален надзор. Одбраната ќе докаже дека ова е директна последица на нестручното работење на надлежните институции и инспекцијски служби, кои што во целиот период од отварање на овој клуб се до критичниот ден ниту еден од надлежните инспекции и служби во државата кои што имале де факто сознанија за целокупното работење на ова кабаре, никогаш не му предочиле никаков пропуст, законски пропуст, ниту пак дека биле пропуштени да се превземат било какви мерки за заштита. Така што во однос на ова кривично дело за кое што се терети Дејан, дека пропуштил да превземе мерки за заштита, со тоа дозволил и да настапат штетните последици, единствено може да се подвлече под постоење на стварна заблуда поради небрежност. Адвокатката на Јованов рече дека не очекува дека ќе се докаже правдата на ова судско рочиште, но ги кажа тезите
кон кој што ќе цели одбраната, односно што ќе докажува одбраната и во кој дел ќе го негира обвинението кое што го критикуваше. Покрај првообвинетиот остануваат воведни говори на уште 37 обвинети, со што воведните говори известно дека ќе траат повеќе од едно рочиште, всушност и во наредните неколку закажани термини. Ние остануваме да го следиме судењето. На обвинителна клупа се покрај сопственикот на Пулс, неговиот брат, неговиот син, поранешни тројца градоначалници на Кочани, двајца поранешни министри за економија, Сарачини и Крешник Бектеши, поранешни директори на ДЗС, но исто така и инспектори од државниот, од пазарниот инспектор, градежни инспектори, општински и така натаму, но и обезбедувачите. Александар, за сега ова се, остануваме ние да го проследиме судењето овде во судницата во Идризово.